Здраво, дечиња! Јас сум воспитувачката Маја Марков од детската градинка Пролет при јавната општинска установа детска градинка Естре Овадија Мара во Битола. Денес ќе ви го прочитам текстот од списанието за деца Супер смешка, кој што се вика Зеленчукот е здрава храна. Но најпрво пред да започнеме, сакам да ви поставам неколку прашања. Бидејќи сум сигурна дека сите вие знаете што е тоа зеленчук, сакам да ми наброите неколку зеленчуци кои што спаѓаат во ран зеленчук. Размислете. Така е. Тоа се младото лукче, младото кромитче, ротквиците, спанаќот, марулата. Сите нив со едно име ги нарекуваме ран зеленчук. Од нив се прави највкусната салата. А дали вие знаете да направите салата? Сигурна сум дека знаете. И дека секојдневно им помагате на вашите родители. Но, ајде сега да ви го прочитам текстот и да видиме како тоа се прави најдобро. Супер смешка од градината одгорна едно младо лукче го исправи со коренчето нагоре, па рече: Лукчето има бушава коса, мало главче и долго тело како стапче. А овие зелени ливчиња му се рачиња и ноџиња. Но лукчето си има и братче кое се вика младо кромитче. Супер смешка и мете во кошничката ставија неколку млади лукчиња и кромитчиња, една бушава марула и неколку ротквици во црвена боја. Но, пред да ги надробат и во чинија да ги стават, знаат што треба да прават. Тие млади зеленчуци со земја се покриени, па треба добро да се измиени. Тие растат во земјата или над неа, каде што инсекти се шеткаат и ѓубренца се плеткаат. Затоа под чешмата, лист по лист, секој лист мора да е чист. Зедоа неколку листа марула зелена, неколку перца лукче, младо кромитче и 3 ротквици. Се заедно исечкаа, во чинија надробија и пролетна салата направија. Со масло, оцет и сол ја зачинија. Ја украсија и со 2 половинки од јајце великтенско. Седнаа на масата и здрава салата си јадеа. Тоа беше текстот за Супер смешка и мете, кој што сега сакам накратко да си го прераскажеме заедно. Одговорете ми најпрво што откорнала смешка од градината. Точно. Младо лукче. Како изгледа младото лукче? Има бела глава, тенко тело и зелени ливчиња. А каков вкус има младото лукче? Точно. Тоа е малку луто и има специфичен мирис. Но дечиња, треба редовно да јадеме лукче за да бидеме здрави, за да не се разболуваме. Ајде да видиме како се нарекува братчето на лукчето. Тоа е младо кромитче. Зошто ги нарекуваме братчиња? Точно, бидејќи тие се многу слични. И двете имаат бели главчиња, тенко тело и зелени ливчиња. Што понатаму набрала од градината? Точно така. Набрала една убава
Марула. Каква боја има марулата, дечиња? Таа е зелена и е полна со витамини. Што исто така набрале? И неколку роквици. Каква боја имат роквиците, деца? Тие се црвени. И откако ги набраа, ги ставија во кошничка, што направија? Дали директно ги исецкаа и направија салата? Не. Најпрво ги измија под чешмата. Зошто е битно да ги миеме зеленчуците? Бидејќи тие растат под земјата, над земјата, каде што разни бубачиња, инсекти се шеткаат, има разни ѓубренца и затоа мора да ги миеме за да не се разболиме и да не боли мешето. Откако убаво ги измија лист по лист, што направија? Ги исецкаа, ги ставија во чинија, ги зачинија со оцет, масло и сол, направи една вкусна салата. И додадоа едно јајце за да биде уште побогата и полна со витамини, за да бидат здрави и силни. Така? А сега, дечиња, ќе ви поставам неколку гатанки, кои што сум сигурна дека ќе ги одговорите. Само за да ги одговорите, потребно е добро да ме слушате, да внимавате. Започнеме. Јас сум во пролет младо, во зима старо. Јас сум со мирис за апетит важен, ме има по цел свет, ме има во салати, манчи и јадења во палати. Што е тоа? Размислувате? Точно така. Тоа е младото кромитче. Да продолжиме понатаму. Јас сум додаток на зелената салата, неа ја красам како круна на глава, ако врз неа ме стават. Што е тоа, дечиња? Што мислите? Тоа е ротквицата во црвена боја. Одиме понатаму. Мојот мирис отвора апетит, дури и ако си сит. Може малку да лутам, но мирисот мене ме краси и ако некој е болен, со мене ќе се спаси. Сигурна сум дека веќе знаете дека тоа е лукчето. Браво, дечиња. И со последната гатанка. Листови зелени и кревки имам јас, издробена секогаш за вас. Со оцет, зејтин и сол, најсладка сум, не е фол. Што е тоа? Размислете. Тоа е марулата. Браво, дечиња. Одлични бевте. Сега, сакам да ми ветите дека од сега ќе им помагате на вашите родители во приготвувањето на салатата, но не само тоа. Најважно е да ја јадите секој дневно салатата, да јадите разни зеленчуци, бидејќи така ќе бидете здрави, силни и полни со витамини. А другата задача, која што ќе ви ја дадам, сум сигурна дека ќе ја исполнете, бидејќи знам дека сите вие сте големи уметници. И нема да ви биде проблем да ги нацртате во вашите блокчиња лукчето, кромитчето, марулата и ротквиците. Исто така можете и да си ги набоите со боички по ваш избор. Ви благодарам, дечиња, на вниманието